Добро дојдовте назад, како што веќе ви најавивме, ќе имаме директно сведоштво од Копенхаген, Данска и Полина Кутманова за да ни посведочи како па тие се справуваат во моментов со корона кризата и со COVID-19. Добро утро за Полина. Добро утро. Моментално во Копенхаген сите мерки што владата ги спроведува почнуваат степен по степен и фаза по фаза да се променуваат. Од 15 април дечињата во предшколска година до 5 одделение се назад во школа се разбира со многу поразличен ден од тоа што имале предходно. Поделени се на групи. Денот е краток, релативно краток, измеѓу 8 до 2 или измеѓу 9 до 1, тоа зависи од сите различни школи и се разбира на 2 метри едни од други. И затоа ипак е доста тешко за нив да сватат зашто сето тоа се дешава, али беа среќни. Фирмите исто почнуваат полека со работа. Моментално почнаа да отварат фризерски салони, мали бизниси, масажери и сето тоа што беше предходно најавено дека не смее да работи. До сега не сме имали до толку строг карантин како што тоа се спроведува во Македонија. Ниту се десило да има 24 сати или 48 да е скроз забрането излегувањето. Најстрога мерка сега за сега била забраната да не се собират повеќе од 10 луѓе на едно место. Али релативно народот спазува мерките што владата ги воведе и сега за сега тоа дава некои добри резултати како што може да се види од статистиката овде во државата. Да, уште не ве прашав ништо, а вие веднаш почнавте да ми кажувате, со нетрпение верувам, очекувавте и да ве побараме, а и секако да бидете во контакт барем малку со Македонија, нели со оглед на тоа што сте живееле тука, а и вашиот сопруг е македонец. Поздрав и до него, Јордан. Ќе позборуваме малку и за приватниот план, секако како сте се запознали, нам се интересира. И секако тоа што би сакале да споделите со пошироката јавност на телевизија Алфа. Да, добро утро од Македонија до Данска. Слушнавме дека би рекла после ова што и пред овој разговор ми го кажавте, дека се веројатно до свесноста на луѓето и до менталитетот. Затоа што постојано кај нас се бруе буквално, Полина, на секоја минута, мислам дека се тие видеа посветени дека треба да држиме дистанца, дека треба да носиме заштитна опрема, дека треба да бидеме свесни, дека не треба да се групираме. Во дел на празници имаме продолжен полициски час, повторно сме неодговорни, но велите вие еднаш е доволно да се каже во Данска и толку. Не треба постојано да се бруја по медиумите дека треба да се придржуваат до мерките. Но кога започнавте со рестриктивни мерки? Велите веќе почнуваат да се одлабавуваат, па дури и најава дека учениците ќе почнат на училиште. Сега засека е онлайн настава како што е и кај нас. Кога се воведоа тие мерки и на каков начин? Реално карантинот стартуваше на 12 март во Данска. Со најава се разбира дека ќе трае 2 недели. Беше пролонгиран, тоа беше неминовно, затоа што во цел свет, како што гледаме, ситуацијата е многу тешка и многу страшна. Никој не можеше да предвиди колку и како ќе се одвива таа болест кон луѓево, и затоа тоа беше првава фаза. Да, тие 2 недели апсолутно сите, јас што познавам и што се во мојот круг, спазува многу строго таа дистанца и тие мерки. Да, народот, да речеме, во тој први дел од таа ситуација беше и преплашен, премногу, и реално никој со никого не се ни собираше, секој избегаваше дури до продавница да оди, или барем одеше еден само до продавница, али која се виде веќе дека реално ситуација во дека не е до толку фрапантна како што е во Италија, во Шпанија, во Америка, и самите луѓе како да почнат полека да се успокојуваат и да се враќаат во некој нормален ритам, али ипак
Да, се спазуваат основно од постарите луѓе тие правила, да не се собираат, колку што може да се избегаваат контактите, али овде никој во ниеден момент не наложи мерки за носене маски, заштитна опрема во глобала. Овде советуваат за многу добра хигиена и до толку. И да, има овде луѓе исто што не спазуваат и тоа е факт. Претежно тоа се младите, затоа што нормално тие сакаат контакт, време во како за инаед се погоди одлично во тој период со многу високи температури, со многу сонце и на доста места полицијата мораше да интервенира и од прошлава недела најавија дека почнуваат веќе да пишуваат казни ако се деси да се соберат доста луѓе и веќе има и такви казни. Да, воопшто Болина немавте мерки дека треба да носите заштитна опрема, маски, ракавици, воопшто ниту на работното место, ниту по училиштата, никаде. Не, никаде. Тоа во ниеден момент на никого не му беше наложено или кажано или слично. Секој има право на избор. Доста од луѓе приметувам дека користаат, повеќето од азијатците што живеат овде, 99% од времето се со маска. Додека данците може би не. Одржување растојанија постојано, да, ми кажавте дека тука сте одговорни максимално. А имавте ли прилика да имате полициски час, всушност? Или одредување на вашето движење? Или не се воведа тоа досега кај вас? Во ниеден момент тоа не беше воведувано овдека, токму спротивното ние бевме советувани и посебно и децата да излегуваат барем по пола сат, секој ден, било каква активност физичка да се спроведува, затоа што тие овде велаат дека тоа е здраво и дека мора да се прави и кој што има можност соодветно го правеше. Се разбира пример кој што е во куќа, има двор, може да поседи, да ги искористи убавото време, да повози точак, по желба. Училиштата кога се најавени дека ќе продолжат со настава? Да, почнати се дури веќе во различните општини, затоа што овде децентрализацијата е факт и секоја општина сама одлучува кога реално може да стартува, спроведувајќи ги овие мерки што владата ги налага, и некои почнаа на 15, некои на 18 април, некои на 20, истото е и за градинки, така да сето тоа веќе е отворено. Да, се разбира, имаше огромен дел од родителите што беа многу насекирани, што нема желба да пуштат своите деца, али овие од 15 до сега, од прилика 2 недели, покажуваат дека за самите деца тоа е многу добро. Сега за сега немаме некој раст на заболениве, така да се надеваме дека тоа може и да продолжи. Да, ми кажавте пред овој разговор исто така дека во Данска, велите, стресот официјално се подразбира како болест. И се избегнува воопшто да се зборува на таа тема, но имајќи в предвид дека по информациите, веројатно ќе ги потврдите, дека Данска е една од најсрегната популација на светот. Па може би стресот и не знаат што значи. Да им кажеме ние. Видете да ви кажем, да, доста е интересно кога ние доаѓаме од Балканот, каде што за стрес воопшто не се ни разговара и тоа се рачуна за нешто сосема нормално кај нас. Овдека токму спротивното. Има можност човек да искочи 6 месеца на болување ако случајно е под стрес и тој стрес влијае на неговиот перформанс, на секојдневието негово и така натака. Затоа и соодветно во таа ситуација, во корона кризава, стресот беше нештото што владава пробуваше на секој можен начин да го избегне. Затоа и до толку ригорозни мерки овде не беа воведувани, затоа што се знае дека тоа се одразува на секој, на психата, на сите можни вести. Тоа е основна тема. Луѓето немат реално ништо друго што се дешава за кое да разговарат и нема како тоа да не ги стресира. Затоа, јас мислам дека во нашиве земји мора да се обрати пажња
за дечињава највише, затоа што јас имам две деца, едното на 12, едното на 7 години. Може би првава недела од карантинот, јас исто морав да се справувам со неразбирањево. Зашто не можам да сум со другарите, зашто не можам да сум надвор, зашто не можам да играм фудбал или сето тоа што ни ги занима. И мислам дека до толку ригорозни мерки за мали деца ќе се одразат во друг правец, што после е доста исто тешко да се справуваме со него. Знам дека сте наша колешка, сте биле новинарка, Бивша, но да. сега имате друга, нели, работна обврска врзано за економијата, всушност тоа сте и завршила по струка на економија, а исто така, нели, како што веќе најавив, сопруг ви е македонец, Јордан Велиновски, и малку па сега да ни интересира и тој дел како се запознавте, како ве освои македонецот Јордан, Полина? Како ве научивте македонски јазик да зборувате течно? Знаете ли некоја македонска песна, македонско јадење? Ние сме заедно со мојот сопруг од 2002 година, а се знаеме уште од 2000 година. Се запознавме во Софија, додека студиравме, јас на еден универзитет, он на друг, али се разбира. Општи познанства, општи дискотеки, како што и ви пише вчера. Да, знам премногу македонски песни, затоа што и друштвото ни овде е многу големо, претежно македонско. Јадења секако, јас моментално многу би сакала да добијам еден бурек од Скопје, али за жал тоа не е можно. Дома, како што ви пишав, за тавче гравче јас сум надлежна, а за скарата е он. Многу сакаме да си одиме и до Македонија, и до Бугарија, и во глобала до цел Балкан, затоа што тие држави се прекрасни. На нас ни недостасуваат многу. Народот е исто прекрасен во сите наши држави и е нештото што стварно многу ќе ни фали ова лето, затоа што се очекува да нема можност да се патува. Али тоа е тоа, се надеваме да помине тоа време, а колку што до освојувањето, да кажеме дека тоа беше неговото джентълменство. Навистина. Затоа што да, навистина. Он е одличен, романтичен, соодветно на нас не ни требаше и многу време за да заживееме заедно и така и до денес. Браво! Браво за македонско-бугарска љубовна приказна, да, и врзано за темите што сега па доаѓаат до нас, ние никогаш не сме имале, нели, проблем едни со други како народи, туку малку политиката ни меша прсти. Но добро, тоа е друга тема. Економијата како се справува? Има ли некои стимулативни мерки владата можеби во Данска? Како им помага на луѓето кои можеби беа погодени најмногу од COVID-19? Знаете зашто ве прашувам? Затоа што кај нас пак стимулативните мерки и не постојат практично, затоа што сите мерки што ги воведоа треба да имаме некакви услови претходно, па за да ги искористиме тие мерки, па дури некои од граѓаните на Република Македонија се решаваат дури воопшто да не ги користат тие мерки за да останат во добра кондиција, би рекла, бизнисот да им остане и да не ги затвораат своите компании, па и малите бизниси. Како е кај вас? Моментално владата најави преку 12 различни мерки што секоја една фирма може да аплицира и да добие. ДДВ-то е одложено плаќањето до септември месец. Исто така, наредниот рок, затоа што овде ДДВ се плаќа на секои 3 месеца, може наредниот рок исто да се одложи до април 2021 година. Исто така, може да се аплицира за платата на вашите вработени, да биде исплатена реално од државава, ако се тие под услов да бидат отпуштени од работа. Исто така, можете да аплицирате ако случајно скроз не можете да работите, како што се фризери, масери, тетуважи и така, да, занајачи. Тие исто може да аплицират 100% од нивниот обртај да биде исплатен од државата, а сите останати мора да приложат
колку имале обртај за истиот период на 2019 година, за да добијат некој процент од тоа, се разбира тоа по проценка на владата. Дали е 35 или 40% падот, и тогаш веќе вие можете да добијате нешто. Да, дел од бизнисите ќе добијат, и веќе добиваат. Може би месец одзема сето тоа да се деси и да стартува, али јас контактирам со доста луѓе и слушнав дека добиват. Али за жал големиве фирми каде што има стварно многу вработени, исто така авионските компании почнаа да најавуваат големо кратене на работниве места, по 2000, по 5000 луѓе. Невработеноста е порасната со преку 45.000 само за првите 3 недели од оваа ситуација. Така да, како што и ви кажа вчера, за жал, овие мерки нема да спречат економијата да има пад. Падот што сега Министерството за финансии најави е од прилика 6%, али тоа е за сега. И затоа може би они почнаа да мислат во таа насока да отворат. Затоа што реално ако тоа продолжи 3, 4, 5 месеци, тој процент ќе биде можеби пута 3, пута 4. Пошто секој би можел да издржи месец, 2 до 3, али отпосле нема никаква шанса. Така, Полина Кутманова, директно од Копенхаген, Данска, сведоштво како се справуваат данците со COVID-19, а воопшто и животот во Копенхаген. Долги години сте таму, ете денеска нека ви биде се во знакот на Македонија, па дури и ручакот, направете некоја македонско јадење, пуштате некоја македонска песна, поздравете го супругот, вашите 2 дечиња, чувајте се и да се видиме и во Македонија, и секое добро. Ви благодарам за гостување. Дај Боже, се најубаво.